Во ова видео сакам да дадам осврт за дезинформациите и нивното брзо ширење во денешно време. Денес ние претежно се информираме преку интернет, преку социјални мрежи и преку видео стриминг платформи. Информациите кои што се објавуваат на тие платформи се создадени од самите корисници. Тоа е така наречена Web 2.0 технологија, во кој што самите корисници на интернет ги создаваат содржините кои што се наоѓаат на тие платформи. За разлика од Web 1.0 технологијата, која што се појави веднаш по презентирањето на HTTP протоколот, кој што го овозможи World Wide Web сервисот во 1989 година од Тим Бернерс-Ли, во тие први моменти, првите десетина години, интернетот, односно World Wide Web сервисот, најкористениот сервис на интернет, беа одбележани со Web 1.0 технологијата. Во Web 1.0 технологијата не можеше секој корисник на интернет да генерира содржини. Содржините ги генерира организации, односно институции кои што имаа своји веб домени, тие таму поставува одредени содржини и корисниците можеа да пристапат до тие веб страни и да ги читаат содржините. Понатаму со развојот на технологијата и појавата на така наречената Web 2.0 технологија, во која што самите корисници ги креираат содржините кои што се наоѓаат на тие платформи, покрај бенефитите што се појавија и голем број на негативни можности, од кои една е дезинформациите и брзото ширење на дезинформациите. Со социјалните мрежи, видео стриминг платформите, се појави можноста да самите корисници на тие платформи генерираат своји содржини и самите тие ги гледаат тие содржини. Значи, самите корисници ја креираат содржината што се појавува на тие платформи. Тоа покрај бенефитите што ги носи, овозможи и создавање на дезинформации, затоа што на тој начин, со користење на тие технологии, секој корисник е и медиум. Тој може да креира своја содржина, своје видео и да го поставува на овие платформи и тоа да биде достапно до сите корисници во цел свет. Дезинформациите можат да се генерираат, односно да се создадат од повеќе причини. Една од причините е некоја незлонамерна причина. Одредено лице сака да биде познато, видливо, да има голем број на лајкови, коментари и споделување на интернет, и тоа може да генерира одредена содржина што е сензационална, бомбастична, малку неверојатна, без да обрнува внимание на точноста, да ја постави таа содржина, и поради тоа што е незината содржина многу неверојатна, таа се споделува од голем број на луѓе, има голем број на коментари, голем број на лајкови, и сето тоа е поддржано пак од алгоритмски фактор. Алгоритмите на тие платформи, кога ќе забележат дека има голем број на реакции од корисниците, тие ја прикажуваат таа содржина како интересна на уште поголем број на корисници, и тоа овозможува експоненцијално ширење на таа информација, која што може да биде и неточна, односно да биде дезинформација. Дезинформации можат да бидат креирани и со намерна, односно злонамерна причина. Некој сака да прошири некоја информација што не е точна, или пак да дестабилизира одредена политичка структура, одреден регион, па и одредена држава, може да креира некоја содржина која што не е точна, таа преку лажни профили да ја прошири на социјалните мрежи, и бидејќи изгледа сензационална и бомбастична, на неа реагираат голем број на луѓе, и поради тоа што алгоритмите уште повеќе ги прикажуваат на други корисници тие содржини, доаѓа до нејзино експоненцијално ширење. Исто така, дезинформациите може да имаат и финансиска природа. Например, се проширува некоја дезинформација, лажна информација, дека нешто
не е во ред, некој производ не е добар и така натаму, и бидејќи тој не е добар, се прикажува тоа на некој начин кој што психолошки погодува голем број на луѓе. Тоа масовно се шири низ интернет, сајбер просторот, достига до голем број на луѓе и овозможува некој друг производ или услуга повеќе да се користи и на тој начин да се оствари економски бенефит. Како можеме да препознаеме дали некоја информација што се шири на интернет е дезинформација, односно неточна информација? Прво треба кога ќе видиме нешто што е сензационално и бомбастично, што ги погодува нашите чувства и предизвикува можеби и страв кај нас, треба да се запрашаме дали тоа е точно. Кој ја објавува таа информација? Дали изворот што ја објавува таа информација е релевантен или не? Доколку наши пријатели споделуваат некаква објава од некое лице или некоја страна, треба да провериме дали изворот е реално физичко лице, дали е лажен профил и дали тој има релевантност. Доколку се работи за профил кој што е лажен, некои лица злонамерно оперираат со некои профили за ширење на такви дезинформации, треба да го провериме тој профил и да оцениме со одредена веројатност дали тој е лажен или не. Можеме да провериме, да го отвориме тој профил. Тие лажни профили најчесто немаат реална профилна слика, немаат реална кавар слика, имаат објави кои што многу малку се поврзани со реално живење на човекот, од некои случувања на реални луѓе како што се родендени, прослави, дипломски или други настани што го објавуваат луѓето, имаат многу мал број на лајкови таквите лица или коментари. Најчесто на нивните профили се наоѓаат објавени вакви бомбастични, односно сензационални вести. Тогаш можеме да го зголемиме нашиот индикатор на веројатност дека се работи за лажен профил. Или пак доколку се работи за лице кое што е реално, а шири некаква вест која што имаме некоја инстинкт дека тоа е лажно, треба да провериме дали тоа лице е експерт во таа област од која што ја шири веста. Дали неговата биографија е од областа на таа вест која што се споделува, дали има искуство во таа област, дали тоа што го споделил како работни места на кои што работел е поврзана со таа област. Доколку не е, тогаш можеме да го зголемиме степеност, односно веројатноста дека се работи за лажна вест, односно лажна информација. Технологиите кои што надоаѓаат, како што е вештачката интелигенција, тие уште повеќе ќе овозможуваат, доколку не се користат правилно, не се контролираат и не се регулираат, да се создаваат лажни вести. Ние се потешко ќе препознаваме некоја слика дали е лажна или не, некое видео дали е лажно или не, затоа што реалистичноста на сликите и реалистичноста на видеата веќе ќе се граничи со тоа што е реално и се потешко и потешко ќе правиме дистинкција дали нешто што се објавува е вистинско или не. Многу е важно кога пред да веруваме дека одредена објава е вистинска или не, да го одредиме релевантноста на информацијата, односно изворот што ја објавува таа информација. Треба да провериме дали на повеќе извори на информации е објавена таа вест. Треба да дадеме поголема веројатност на точност на изворите со поголема релевантност, како што се електронските медиуми, национални телевизии, регионални телевизии, локални телевизии, затоа што тие се регулирани медиуми од институции во државата и кај нив е многу мала веројатноста да се појави лажна вест. Понатаму треба да дадеме поголем степен на доверливост на печатени медиуми и на портали кои што постојат подолго време и за кои што
до сега имаме добро искуство дека објавувале вистински вести.